Из програмата на Спортското радио 90,3 ќе зборуваме малку за еден спортски настан кој што ќе се случува во главниот град, односно во Скопје, и тоа во месец јуни. Некако би рекол, месец јуни е резервиран за голем број на активни настани кои што ќе се случуваат, а се однесуваат на и други спортови, но исто така и на кошарката. Нешто повеќе за самиот турнир кој што ќе биде организиран на 14 и 15 јуни во Скопје, во општина Аеродром, во една урбана општина, една урбано место каде што може да има и многу гледачи. Токму тоа е и причината да се организира таков настан на вакво место. Еден турнир кој што ќе се организира на 14 и 15 јуни, а за турнирот ќе поразговараме со Мати Стојановски и со Никола Попович. Добре дојдовте. Добре за поканата. Да. Ајде малку да почнеме околу самата организација, идејата да се организира еден ваков настан. Матеј, сигурно дека вашето искуство досега гарантира дека интерес ќе има и дека има интерес за учество на еден ваков настан кој што го организирате турнир во кошарка, односно во баскет 3x3. Да, интересот е голем. Мислам дека нешто вакво ни фалеше во нашиот град, во Скопје, општо и во нашата држава, и сметаме дека само со вакви настани можеме да станеме една спортска нација, како што веќе сме, и да зголемиме дружбата меѓу младите и спортскиот менталитет. Никола Попович е задолжен за самите екипи со оглед на тоа дека е планирано да се игра во две конкуренции. За што точно се работи, односно кои конкуренции ќе бидат офатени, кои се играчи ќе може да учествуваат, односно кои се може да се пријавуваат, или дали веќе е затворен списокот на пријавени екипи? Моментално списокот за екипи што е до 21 година е затворен. За сениорските екипи се уште има простор за пријавување на екипа, така што на првиот ден на 14 јуни ќе биде предвиден за сениорските екипи, односно нема ограничување со години, туку секоја возраст може да се пријави, но преферираме да се над 21, затоа што вториот ден веќе учествуваат екипи што се по 21 година, односно младинци, каде што ние по тоа станавме првично популарни. Ние првиот турнир го направивме да биде до 20 години, исто така и вториот што се одвиваше во сала во кисела вода, така што оваа година одлучивме да направиме како еден левел ап и за нас поголем предизвик да организираме и плюс еден ден сениорски турнир, така што тоа е еден поголем замав кој што сме се осудиле да го земеме и се надам дека успешно ќе го сработиме. Да, околу организацијата ќе зборуваме со Мате, околу самото учество на екипите со Никола. Никола, колку екипи ќе учествуваат во јуниорска, односно колку во младинска конкуренција, колку во сениорска конкуренција? Па планот е, мислам веќе се пополнети 16 екипи се сигурно за во младинска. Ќе играат 4 групи по 4 екипи? Да, најверојатно тој систем ќе го работиме. Да, ќе имаме временски само како исполнуваме, затоа што имаме многу повеќе активности. А за сениорите најверојатно би биле 12 екипи, но ќе видиме, зависи по интересот, можно и 16 исто да направиме како со младинците. Све зависи од интерес на времето. Така што тоа за младинци лани имавме на два коша, овој пат се оградуваме само на еден кош да играме и затоа временски ќе искалкулираме како ќе постигнеме, но 16 од 12 најверојатно така ќе бидат екипи. Добро. Сега Матеј, со оглед на тоа дека организацијата на ваков турнир е наистина комплексна работа, искуството вели дека зад вас има веќе организирано турнири кои што ги имате направено. Претпоставувам дека сите ние се учиме од нашите грешки, сите се учиме од нашите пропусти за следниот турнир да биде уште подобар и подобар. Сигурно дека изминатиот период, односно тоа што го сработивте изминативе години, сега ќе биде еден добар репер за тоа што можете да направите оваа година, а да биде се на уште повисоко ниво. Па така е, ние во изминатите два турнира пробавме сега во овој период да ги согледаме нашите грешки, пропусти и на некои работи да се подобриме, каде што има простор, и да се трудиме со секој нареден турнир да бидеме се подобри и подобри. Да се надоврзам на моабетот кој што го кажа Никола, со тоа што се ограничуваме на еден кош, односно на едната половина, добиваме на ефект на поголема атмосфера, на надпреварувачка атмосфера, со тоа што ќе биде и публиката и навивачите ќе бидат сите тука на помал простор
и добиваме втората половина од теренот каде што планираме да направиме еден некаков вид на манифестација со тоа што ќе имаме некаков вид на штандови каде што публиката, најувачите, луѓето кои што ќе бидат таму присутни, секако играчите, ќе можат да пијат, да јадат, да се дружат меѓу себе и со тоа сакаме да постигнеме момент на каде што нема да доаѓаат луѓето само да гледаат кошарка, туку ќе доаѓаат и да се дружат. Да се дружат на нашиот турнир. Да, ќе има простори за освежување, ќе има простори за за гледање на кошарка, на баскет, јадење, така ќе биде интересно во секој случај. Предпоставувам дека, инаку само да подсетиме дека се тоа ќе се случува на игралиштето Патрик позади Три бисери. Тоа е локацијата која што на Скопјани па пред се на аеродромци е многу добро позната. Има таму, колку што знам, има направено сега нова подлога, така? Таму е сосема нова подлога, поставена од општината, кошевите се сменети, значи се е направено баш по прописи и по правила за еден добар 3x3 турнир. Што треба вие да направите дополнително со оглед на тоа дека нели рековте најверојатно ќе правите уште една монтажна трибина зад, односно да биде на некој начин од сите страни да имате публика? Ние се трудиме да добиеме, бидејќи таму секако ќе има луѓе, бидејќи е многу просторот е отворен и имам голем проток на луѓе, но се трудиме да поставиме монтажна трибина со цел да има поголем простор и можност да дојдат што повеќе луѓе и да седнат, бидејќи и ние сметаме дека 7-8 часа за стоење нема да сака никој да стои. Со тоа што се трудиме, мислиме дека е возможно да се направи трибина, но тоа останува да видиме во наредниот период. Да, со оглед на тоа дека Никола е поранешен кошаркар, односно играл кошарка, сега е од другата страна во организација. Ме интересира колку самиот факт што ми го кажавте тоа дека бројката на 16 тројки, односно 16 екипи, 3+7 со четворки се тоа. 16 екипи се исполнета во младинска конкуренција, тоа е нешто што ме радува, затоа што сепак некако многу е потешко помладите да ги научиш да играат баскет отколку постарите. Постарите некако имаат некаква навика од порано да играат баскет, помладите некако повеќе се директно додат на кошарка, а тешко на баскет. Така, ја мислам дека тоа не е олеснителна околност, затоа што јас пред си имам играно, јас сум таа категорија, нели, на играчи до 21 година, и мене сите од екипите нема играч што мене не ми е другари или не сум играл со него. Така што и потоа станавме, нели, ние познати како младински турнир. Сега ќе видиме како ќе се справиме со сениорите, се надеваме дека и таму ќе бидеме успешни како што бевме и со младинците, но и мене тоа ме радува што има жарка и младинците, сакаат да се докажат, сакаат да играат, сакаат и сепак мислам дека покрај, нели, ние имаме награди. Многу им е битна и публиката, нели, све правиме за нив и ние наставно да го правиме за нив и тие играат за нив, така што... Да, сега околу тоа награден фонд има ли за секоја категорија, каков е наградниот фонд, какви награди ќе добиваат оние кои што ќе учествуваат, потребно ли е за да се учествува да се уплати котизација, нешто? Котизација треба да се уплати, за сениорите прво место е 60.000 денари, второ место е 30.000 денари, а за младинците прво место е 25.000 денари, второ место 15.000 денари, со тоа што имаме и во младинскиот турнир надправа во забивање и тројки шутирање, исто така и во сениорскиот. Така што за тие имаме посебни награди, имаме исто така определени награди за публиката. Имаме направено... А котизацијата колку е обладата на котизација? За учество? За јуниори е 2400 денари, за сениори 4000 денари. Да. Со тоа што добиваат и подароци, многу работат нашите спонзори, кои што сме многу благодарни што ни излагаат во пресар да дадат плюс подароци за секоја екипа, така што мислам дека сите и нашата цел е да бидат добро угостени и добар глас да шириме. Сега, обично секогаш кога имаме вакви настани, кога се организираат вакви настани, организаторот секогаш знае да се пофали, да каже наградниот фонд е толку и толку. Да. Вие направивте ли пресметка колку е наградниот фонд? Направивме пресметка и наградниот фонд е 130.000 денари. Со тоа што сметаме дека таа бројка не мора толку да ја кажуваме, толку да ја нагласуваме, бидејќи пред се ние сме спортски настан и сметаме дека нас не е побитна играта, дружбата,
добра атмосфера, добар баскет, а парите ги оставаме на страна со тоа што мислиме дека само така можеме да одиме се понапред и да стануваме еден од најдобрите спортски настани во овој регион. Да, мене ме радува тоа што нема ова лето да имаме само настан, односно нема да имаме само фудбалски турнири, веќе имаме и еден ваков интересен турнир во баскет 3-3, тоа значи дека полека но сигурно можеме да кажеме дека летото ќе биде не само на 2 гола, туку и на еден кош. Така е. На некој начин ќе бидат задоволени и оние кои што го сакаат кошарката, го сакаат баскетот, да не само тие кои што играат фудбал, затоа што знаеме дека од тука некаде од почетокот на јуни до таму до крајот на септември низ Скопје, околината имаме голем број, безброј турнири кои што се организираат во фудбал. Еве сега и еден ваков турнир во баскет кој што полека но сигурно прераснува во една убава традиција. Она што исто така ме интересира е околу самата организација. Претпоставам дека со оглед на тоа дека го организирате турнирот во општина Аеродром, претпоставам дека имате некаква соработка, односно некаква помош од општина Аеродром. Да. Точно со оглед на тоа дека нели се организира во општина Аеродром овој турнир. Така е, ние сме многу благодарни на општината бидејќи ни излегуваат во пресред и на првиот турнир како и на овој, со тоа што без нивна поддршка реално не би можеле пред се да го добиеме теренот, а понатаму и се останато. Ние сме многу благодарни на тоа. Уште еден податок кој што е исто така многу важен за тие кои што сакаат да дојдат да ги гледаат надпреварите. Рековме 14 и 15, тоа е сабота и недела. Од колку до колку часот е предвидено да се одржуваат надпреварите, за да имаат представа и нашите слушатели, тие кои што се нели потенцијални гледачи на турнирот, посетители, за да знаат во кој период ќе може да се гледаат надпреварите. Па вака, нашето надпреварување веќе станува традиција да започнува од 5 часот попладне, па понатаму немаме некое време одредено кога завршува, бидејќи не можеме да влијаеме ние на тоа. Сепак има некои надпревари што траат повеќе, некои што траат помалку. Имаме разни настани со публика, што кажа Никола, надпревар во забивање, надпревар во тројки, но целиме да направиме еден убав настан кој што ќе трае од 5 часот напладне па се до доцните часови во ноќта. Би требало тоа негде да трае сигурно до 12 часот до полноќ. Да, до полноќ. Со тоа што веднаш после првиот ден, утре дента одиме и на јуниорскиот настан, така што тој викенд е нека си го запишат драгите гледачи во календарот да бидат присутни. Можеме само да посакаме пред се да биде бројот на екипите да биде исполнет максимално во јуниорска конкуренција, тоа веќе направено. Еве кај сениорите да бидат 16 екипи, па на некој начин 2 дена максимално богат ден со баскет и да уживаат сите оние кои што се и баскетџи и оние кои што се за гледање на баскет да едноставно уживаат во ова игра 3-3 која што е и кај нас од секојаш била популарна, но посебно сега популарна е со оглед на новите правила и новите принципи кои што ги има во самата игра 3-3. Баскет кој што е и олимписки спорт, кој што е и спорт кој што привлекува се поголемо внимание, во кој што ние како и секогаш сме имале добра традиција за надпревари. Можам да ви посакам успешна организација, ние ќе бидеме во контакт и ќе информираме по завршувањето на турнирот и за тоа кои се оние најдобрите екипи кои што ги освоиле нели најдобрите првите места на овој турнир и во младинска и во сениорска конкуренција. Фала многу. Така, ви благодарам уште еднаш, почитувани слушатели, ова беше разговорот со Мати Стојановски и Никола Попович. Слеш Джем турнирот кој што се организира во Скопје 14 и 15 јуни на теренот Патрик во општина Аеродром ќе биде организиран овој турнир во 3-3 баскет. Уживајте и секако доколку сте во Скопје во тој период поведете и погледнете некои од надпреварите. Македонска спортска сцена на Спортското радио 90,3 FM.